Александар Иванов е со следното прашање и вели колку време е препорачливо да држам кето диета. Просечно преку физичка активност трошам 1200 калории на ден со планинарење до 20 км. Александар, јас не знам дали ми доодговори, али претпоставувам дека ова го правиш поради потребата за да намалиш килограми, затоа што најчесто луѓето се ставаат на некаква диета што има име особено од причина за да ослабнат. За кето сум зборувал доста пати, јас лично ја имам практикувано чисто за да видам како функционира и јас сум имал добро искуство, иако за долг рок не би ја практикувал, пошто и досадно и не е добро затоа што преголемата консумација на црвени меса фиксно не е добро за твојот дигестивен систем, така да тоа би било можеби од време на време чисто за да направам некаква промена и да си поиграм со моето тело. Конкретно, ако ме прашуваш како да ти колку време е препорачливо да ја држиш, тоа што јас го направив беше 3 месеци. Кај што, да речеме, у секоја недела од тие 3 месеци имаше ден кај што го ја прекршував диетата и ради промена на телото и ради тоа да воведам јаглехидрати од причина што знаеш, кога кратиш многу на јаглехидрати може да настане ризики во кратењето на оние растителни влакна кои што се од исклучителна важност за дигестивниот систем. Како да распоредиш нутриенти е многу едноставно и ќе ти помогнам и сега дури ќе го пресметаме, затоа што кето исхраната вели дека 75% од калориските потреби, некаде 70 до 75, треба да бидат масти, 20 до 25 треба да бидат протеини и 5% да отпаднат на јаглехидрати. И сега да речеме, ако не знам ти, ако 1200 ги трошиш, тука треба да го додадеш и твојот базален метаболизам кој што е остатокот од потрошувачката на калории, така да моја перцепција, дури ако ти имаш вишок на килажа, е дека најверојатно дневно сигурно потрошуваш околу 3500 калории. Ова е претпоставка, значи сепак не доискомунициравме до крај за да те запознам иако те прашав. 3500 калории, ако знаеме ние дека во 1 грам масти имаш 9 калории, тоа значи дека 3500 да земеш 75%, тоа значи дека ќе биде 75 пута 3. Некаде 262 пута 9. Значи, некаде би ти требале у текот на денот, да речеме, околу 260 грама на масти, би ти требале можеби околу, ќе му дојде околу можеби 60 до 70 грама на протеини, некаде би ти требале околу 35 до 40 грама на јаглехидрати. Ова е груба пресметка сен из мојава глава калкулација, но сепак можам да ти помогнам да ја направиш и е многу едноставно да ја направиш, затоа што секој нутриент има, секоја грамажа на нутриент има број на калории, така да на тој начин и замарајки се со тоа кој производ колку има масти, грамажа и така натаму, ќе успеваш да ја пратиш кето диетата, но пак ќе ти речам малку е замарачка особено на почеток за да ги запазуваш сите тие грамажи и калории, но ако сакаш да ја пробаш, пробаја и пробај можеби за почеток да ја правиш 1 месец, но она што е мој суштински совет е доколку сакаш да направиш резултат во слабење можеби, создади си начин на живот кој што нема да те доведе до дебелење, затоа што јас експериментирањата со кето, со фастинг, со веганство, со многу начини различни на исхрана ги правам откако веќе долг период сум воспоставил некакви навики кои што посекако ми носат мене резултати. И тука ја правите најголемата грешка многу од вас, а тоа е дека одите на многу поекстремните начини на исхрана кои што брзо ве носат и во тоа да се откажувате, затоа што е навистина тешко и малку поекстремно дали е кето тоа, дали е фастинг и слично, затоа направи си ти свој дом, свој начин на исхрана,
па од време на време ставај се во такви експерименти и секогаш кога ќе се вратиш назад ќе останеш во тој секако добар начин на живот. Затоа што одењето само во кето, па назад, па фастинг, па назад, па не знам UN, па назад и слично, секогаш тоа назад ќе значи враќање во старите навики, а старите навики за тебе значат дека си дошол до лоши резултати. И секогаш ќе има враќање на старите резултати, фрустрација, нервоза и обвинување и можеби подоцна и прифаќање дека ете, така треба да изгледаш, дека можеби генетиката тебе не ти е во ред и дека можеби си предодреден да имаш вишок на килограми, што е многу погрешно. Затоа, супер, еве, пробај со кето, но јас па би одел со некоја по долгорочна добра стратегија.